Дури ниту самиот Мицковски не знае колку од неговите сопартијци, пратеници ќе го поддржат. Мицковски е во паника поради влезот на Македонија во НАТО и во Европската Унија. И таа паника ја крие со такви небулозни чекори. Тој нема капацитет да понуди ништо добро за граѓаните и државата, освен блокади и обструкции. Мицковски не постапува и не размислува ниту државнички, ниту одговорно. Тој е посветен само на својот и интересот на неговите антизападни ментори. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, влегува во економски поход. На агендата се силна економија, инвестиции, поврат на ДДВ кон граѓаните, повисоки плати, подобар животен стандард и нови работни места. Влада, која сите своји капацитети ги вложува во економија и напредок, која создава шанса за сите, не размислува за оставка, туку напротив, за доброто на граѓаните. Мицковски го чека пораз на следните избори и може уште од сега да размислува само за собствената оставка. Дали ова значи дека опцијата за предвремени парламентарни избори повеќе не е во игра? Не, тоа не значи дека опцијата за предвремени парламентарни не е во игра. Добро сте запознаени, новинарите, секако и пошироката јавност, дека на состанокот на Централниот одбор беше донесена одлука да се овласти извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да ги разгледа опциите и очекувам неделава да се донесе одлука околу евентуални предвремени парламентарни избори. Дали ќе поддржите оваа иницијатива на ВМРО ДПМН во собранието за распуштање на парламент? Секако дека не. Ќе ги разгледаме опциите, но мислам дека нема да поддржам. Што не ја прифатите? Тоа значи дека нема да има ни предвремени избори? Секако ви кажав дека до крајот на неделата ќе заседава извршниот одбор на партијата, каде ќе се носат одлуките. Конечно.